Старите објекти во Дојран пропаѓаат, а заинтересираните инвеститори се откажуваат од нив, затоа што се ограничени во можностите за реконструкција. Тие се најчесто градени во заштитниот појас на езерото, кое е споменик на природата, и со тоа им се оневозможува да ги модернизираат според своите замисли. Тоа ни прави навистина големи проблеми и во урбанистичките планови, при планирањето на урбанистичките планови, затоа што се соочуваме со дополнителни согласности од Министерството за животна средина. Тие се строги правила, плюс дополнителен проблем е што веќе одредени објекти кои што се изградени од многу одамна, пред 30-40 години, се наоѓаат во тој заштитен појас. Градоначалникот Ангов вели дека е потребно да се најде решение затоа што не треба да се кочи развојот на туризмот. Решенијата за објектите е да не го нарушуваат крајбрежјето, но и да можат да се обновуваат и оспособуваат за гости. Нека биде во граница на нормалата, никој не бара мегаломански градби, меѓутоа треба да се дозволи во одредени подрачја каде што веќе постојат објекти. Не зборуваме за чисти површини кои што допрва треба да се градат, туку за места каде што навистина има објекти кои што треба да се реконструираат, да се доградуваат, да се прошируваат. Помеѓу ваквите градби што стојат напуштени се и некогашното риболовно претпријатие, но и детското одморалиште Титови пионери. Градбата на некогашното славно детско одморалиште се уште е цврста, но внатрешноста на објектите е демолирана. Извадени се мермерните плочи од скалите, дрвната конструкција на вратите и прозорците, исто така и металот од кровната конструкција. Останати се само празни ѕидови. Сепак, до нив тешко се пристапува затоа што сите објекти се обраснати со бујна вегетација. Дојранското езеро од 1977 година е заштитено како споменик на природата, а од 2011 година управувањето со ова заштитено подрачје е доделено на општина Дојран.